ВМРО-ДПМН денеска објави предлог решение за излез од кризата од 5 точки, наречен патоказ, со кој се бара изјаснување на партиите. Принципот за коалицирањето победник со победник да остане пракса, да се отфрли платформата како мешање во внатрешните работи, за тоа дали председател на собранието би бил од победничката партија или ќе биде предмет на надгласување за мултиетничкото општество и за стабилноста како приоритети. Денеска во собранието продолжува конститутивната седница на чиј дневен ред како и на претходните 2 дена се точките избор на председател на Комисијата за избор и именување и председател на собранието. Пратениците на СДСМ обвинија дека нивните колеги од ВМРО-ДПМН со долгите реплики и контрареплики намерно ја узурпираат седницата и оневозможуваат да се избере председател на собранието. Британската премиерка Тереза Меј го потпиша писмото што ќе го предаде во Брисел и со кое Велика Британија официјално ќе ги почне преговорите за Брекзит. На фотографијата објавена на официјалниот Твитер профил, Меј го потпишува писмото со кое се активира членот 50 од Лисабонскиот договор и кое утре попладне ќе му биде предадено на председателот на Европскиот совет Доналд Туск.